Правда нема мир! Вака протестираше Шарената револуција, најмасовната неформална организација на граѓани во земјава кои бараа правда. Притисокот резултираше со пат на Никола Груевски од власт и 20 на судски процеси против тогашниот премиер и неговите соработници. 3 години подоцна, резултатот од борбата за правда е речиси невидлив. Како може да има овој исход? Кога се знае дека заробено судство. Гледате, ништо не функционира? Тешко, мислам. Негативно, не знам како да одговорам. А има ли капацитет судот да оцени? Мислам дека има, да. Има ако ги остават да работат како што треба. Зошто никој од обвинетите поранешни функционери не е во затвор? Тоа би било и причина за ветинг. Тендери, транспортер, тортура, 300, Тврдина 2, Тотал, Титаник 3, Трезор, Шамарите во центар и одвоените постапки за Зоран Божиновски за шпион се 11-те предмети на специјалното јавно обвинителство за кои судските процеси почнале, но по известно време се вратиле на почеток. Станува збор за половина од случаите на СЈО влезени во судница, за кои попусти биле досегашните рочишта и трошоци. Иако засега не постои опасност од застарување на кривичните дела, ако оваа тенденција продолжи, некои судења може да запрат по сила на законот, а со тоа и некои поранешни функционери да се спасат. Анализата на невладината коалиција Сите за правично судење покажа дека враќањето на предметите на старт најмногу се должи на истек на 90 дена од едно до друго рочиште или на промена на судија поротник. И двете причини имаа законска основа, но од коалицијата сметаат дека вината за тоа е во пасивноста на судот. Се одлагаат рочишта за главна расправа поради преклопување на предмети каде што истиот судија се јавува како член на совет или председател на совет, или истите бранители се ангажирани во друг предмет, или дури и обвинети кои што се во повеќе предмети, истите да им се преклопат да бидат во еден ден, што укажува на некаква несериозност во менаџирањето на процесот на закажување и динамиката на одвивање на судењата. Судот има механизми да го спречи ова, особено за предмети од висок јавен интерес. Само потребна е волја, велат од Сите за правично судење. Доколку вие увидите дека имате повеќе сведоци кои што треба да си ќе бидат испитувани кратко, можете да повикате повеќе сведоци во еден ден на едно рочиште, за да не не доаѓаме до такви одлагања поради исцрпување на овие процесни дејства. Испитан еден сведок и се одлага за да биде повикан наредниот. А другата работа е што може да бидат договорена и динамиката на која што ќе бидат насрочувани рочиштата за главна расправа, односно синхронизирање на календарите на сите инволвирани лица во постапките, како би се избегнувало да има преклопување на предмети каде што истиот бранител се јавува како застапник или истиот обвинет го имаме или истиот судија, сеедно. Меѓутоа има начини и чекори кои што можат да бидат превземени. Но институцијата сама по себе не прави вакви обиди за да истакне дека имаме конкретни проблеми во јавноста, кои што јавноста би можела да ги разбере како такви. Анализата на коалицијата покажала и дека СЈО добило за 30% поголема динамика на рочиштата пред судот, споредено со другите обвинителства, но резултатот е незначителен. На спората динамика редовно алармираше и СЈО. Во последниот извештај за периодот од септември лани до март годинава, меѓу другото пишува: Причините поради кои бевме оневозможени во соодветни судски постапки да ги докажеме кривичните дела што им се ставаат на товар на обвинетите во одреден дел се должи на одлагањето на рочиштата. И во овој извештај важно е да го потенцираме очекувањето дека во идниот период судот поинтензивно ќе ги закажува рочиштата, особено доколку се има во предвид сериозноста на кривичните дела кои се предмет на обвиненијата. Но председателот на кривичниот суд во кој се случуваат одолговлекувањата не гледа одговорност во институцијата со која раководи. Сметам дека во овој случај одговорност кај судот нема. Чија ќе биде одговорноста, еве нека ценат јавноста. Ви реков, предметите се одложија во ситуација кога и судечкиот совет, и обвинетите, и обвинителството сите беа присутни. Меѓутоа, рочиште не можеше да се одржи, ви реков од кои причини. Затоа што во тоа време
специјалните јавни обвинители не знаеа дали имаат овластувања да ги застапуваат предметите. Не велам дека вината е во обвинителството, не велам дека вината е во судот. Во овој случај сите беа присутни, а сепак рочиште не се одржа. Фалеше политичка волја, договор за да се донесе законот за СЈО, за да се донесе законот за јавно обвинителство. Кој има корист од неносењето на тие закони, не знам, еве, вие ценете. Џолев се правда и со капацитетите на судот. Во моментов има 49 суди и околу 54.000 предмети за различни кривични дела. Шефот на Скопска единица вели дека комуницира со судиите за колку што е можно да се забрзаат постапките. Не е против проверка на судиите. Немам никаков проблем со ветингот, чак што више да, сметам дека потребно е да се направи и во судот, во судството, така да се отстранат сите оние скепси, сомнежи по однос честноста на судиите. Дека по промената на власта во 2017-та не се забележуваат промени во судството, е став и на премиерот Зоран Заев. Ние ништо не променивме во судството. Баравме од Европската унија да ни даде распуштање со реизбор на судството. Секој честен судија што ќе помине филтрите на ветингот, нека остане судија. Тие тоа не го дозволија. Заев тврди дека ставот на Брисел се сменил и дека Европската комисија е согласна по отпочнувањето на преговори за членство да се разговара за подлабок рез. Иако проблем се новите кадри. Едниот проблем за неспроведување на ветинг во правосудството е недоволен капацитет за пополнување на испразнетите места. Од 750 систематизирани места во судството има 520 во моментот. Не може да ги пополнат. Ако 200 ветингот исчисте, нема од кај да додадат тие 200. Затоа целиот овој процес треба да биде добро усмислен и како мора да има распуштање реизбор на правосудството, ако сакаме да се средиме. Поранешната врховна судијка Вера Коцо смета дека заглавувањето на предметите на СЈО во судот е сигнал за промени. Коцо укажува на разликите меѓу ветинг и генерален реизбор. Вообичаено е да се врши реизбор на судиите кога се менува општествено-политичкиот систем. Таков беше случајот во 96-та година, кога се изврши првиот генерален реизбор на целокупното судство во Македонија и се избраа оние судии кои што беа подобни да останат во новиот систем. Што се однесува до другата мерка, така наречена ветинг, односно прочистување на судството, секако дека е пожелна кога настануваат некои негативни општествени појави во оваа афела и секако дека е можно да се изврши ветинг, што е нешто друго, не е генерален реизбор, но прочистувањето, односно ветингот, секако ги опфаќа голем дел од судиите. Коцо го потенцира примерот со ветингот во Албанија, каде добар дел од судиите дадоа оставка уште пред да бидат ставени на листата за разрешување. Таа смета дека Академијата за судии може да даде соодветни кадри за првостепените судови, а оние што ќе го поминат ветингот да добијат унапредување во повисоките судови, за да нема кусок. Иако беше речено во еден период дури од меѓународниот фактор, што ќе се случи ако има голем број на корумпирани судии, дали ќе останете без судии, како што се случи во Албанија. Меѓутоа, ако е така, тогаш зошто ни се такви судии кои што не вредат да ги држат таквите места и да нанесуваат злоупотреби на ова судство, а од друга страна не е во прашање само судството како судство, односно судиите што направили и како направили и колку треба да одговараат. Каде се тука граѓаните кои што очекувале правда? Одговорност за злоупотреби засега се бара само од екс-шефот на Скопскиот кривичен суд, Владимир Панчевски. Тој е суспендиран од судиската функција и се товари за местење предмети кај подобни судии. Во септември годинава Судскиот совет го разреши председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски, кој гласаше за укинување на притворот на Сеат Кочан додека тој беше во бегство. Но ова не се изолирани случаи. СЈО во посебен извештај наведе и други судии кои работеле под влијание, но тие се недопрени и се уште делат правда. Коалицијата Сите за правично судење избројала 5 случаи на СЈО во кои има правосилни пресуди, од кои 2 ослободителни. Судот му пресуди 2 години затвор на екс-премиерот Груевски за набавката на Мерцедесот, но тој побегна во Унгарија. За истиот случај 4 години затвор доби и екс-министерката Гордана Јанкуловска, но влегувањето во затвор го одлага со мајчинството.
Поради сето ова, впечатокот во јавноста е дека затворите продолжуваат да се полнат со ситни криминалци. Додека очите на јустиција се преврзани, не за правдата да биде слепа и да важи подеднакво за сите, туку за да не се видат крупните криминали.